Ние имаме една многу чудна ситуација во Македонија, зашто како поинаку да се протолкува и да не се означи како чудна ситуацијата, кога Европската Унија гледаме дека поддржува еден акт на насилно распуштање на собранието без присуство на најголемата опозициона партија. Сметам дека е тоа апсолутно чудна состојба и сосем е чудно да се поддржува демонстрацијата на сила и тоа откако Европската Унија вложи толку многу труд за мирната разврска на политичката криза. Тука беше извештајот на Прибе, тука беше договорот од Пржино, тука беа многуте разговори, преговори, поддршка на демократските сили, поддршка на надежта на демократските граѓани на Република Македонија дека во Македонија може да се живее поинаку, дека може да се живее европски. А сега некако чувствуваме, почитувани представници од Европската Унија, како да сте дигнале раце од Македонија, како да сте дигнале раце од помошта на демократските сили и на позитивните промени во Македонија. Зошто? Зошто ја губите вербата во европските вредности, во европските критериуми? Почитуваниот амбасадор говореше за владење на правото, борба со корупцијата, за фери демократски избори, како клучни принципи на Европската Унија. Како ние, граѓаните на Македонија, да ви веруваме дека ви се важни овие критериуми? Какви критериуми се ова кога вие практично ги преферирате моменталните интереси? Има сериозна безбедносна криза во Европа, во регионот на Балканот, околу Македонија и што е ова? Дали ова значи дека безбедноста ви е поважна од демократијата? Па нема да има ни безбедност без демократија. Зарем мислите дека опозицијата ќе седи мирна и дека навистина ќе оди на избори на кои што е секако во некој театар однапред определено што ќе се случи и како ќе се случува? Без прочистен избирачки список, без ново регулирање на медиумите, без елементарни реформи, без елементарен одговор на прашањето дали навистина некој ја злоупотребувал жестоко власта во Република Македонија и на кој начин? Зарем навистина верувате дека опозицијата ќе отиде туку така во самоубиствен поход за некој самоволно повторно да прогласи победа при потполно нефер услови за надпревар? Па јасно е, повеќе од јасно е дека повторно ќе следи бојкот, повторно ќе следат протести на улица, повторно ќе следи дестабилизација и овој пат многу посериозна на Македонија. Зарем Европската Унија тоа го посакува? Не можам да поверувам дека е тоа така. И баш затоа што не можам да поверувам дека Европската Унија тоа го сака, јас молам за објаснување. Молам за објаснување каков ви е планот, какви ви се размислите за перспективите на Македонија. Македонските граѓани заслужуваат тоа да го знаат. Затоа што сите демократски граѓани во Македонија се колневме во Европската Унија. Јас сум представник од Зелените, јас сум жесток борец за европската иднина на Македонија. Како јас да поверувам колегите од Дом, сите демократски граѓани во Македонија? Простете, емотивно говорам. Меѓутоа, ова е време и на емоции. Ни треба разум, ни требаат разумни решенија, но кога тие отсуствуваат, кога сме соочени со потполна ирационалност и неразумност и со прифаќање на таквото однесување од некои наши колеги, кога сето тоа се прифаќа, останатите сме оставени да се чудиме, останатите сме оставени да бараме друг излез. Кој е излезот освен отпор? Но дали е тоа она што и треба на Македонија? Во овие сериозни времиња, во времиња кога е Македонија и македонските граѓани изморени од кризи, кога ни треба нормален демократски нормални реформи, ние имаме капацитет како земја, ние имаме извонредни интелектуалци, ние имаме честни луѓе, ние имаме доблесни луѓе, кои си ја сакаат својата земја, кои знаат да работат професионално.
Вие како европејци ги примате тие луѓе кога ќе се иселат кај вас. Вам ви одговараат затоа што имаат капацитет и имаат кредибилитет. Зошто не дозволувате тие луѓе да останат тука? Зошто не ни помогнете да остане Македонија со своите доблесни луѓе со капацитет? Зашто таквите луѓе ќе ја градат Македонија и ќе ги прават позитивните реформи. Јас ве молам, апелирам до представниците на Европската Унија да и помогнете на Македонија онака како што започнавте, да го довршиме овој од помаките и да се вратиме во нормала, да престанат веќе делбите меѓу нас. Страотни се овие делби, во вакви поделби нема напредок. Нам ни треба сплотеност на сите нормални, честни луѓе, а тие се огромно мнозинство во Македонија.